Се срамиш? Ајде пушти ми барем една интимна фотка. Симпатии познаници, роднини, партнери на родителите. Приближно 12.000 деца во Македонија биле цел на сексуална експлоатација и злоупотреба преку интернет и паметните телефони за само една година. Ужасни податоци од истражувањето на меѓународната организација Disrupting Harm, која е под поткровителство на УНИЦЕФ. Според овој извештај, секое 10-то дете од 12 до 17 години во државата било цел на ваква злоупотреба, а повеќето од нив воопшто и не ги пријавуваат ваквите случаи. Од нив 48% биле изложени на повеќе од една форма на злоупотреба или експлоатација, а некои дури добивале понуди за директни средби. Подеднакво засегнати се и момчињата и девојчињата. Во 78% од случаите сторителот бил лице познато на детето, а само во 5% од случаите сторителот бил непознат. Особено често сторители биле поранешни или сегашни интимни партнери или лица кон кои детето чувствувало симпатии, како и членови на семејството кои биле вмешани во повеќе од 1/4 од случаите. Истражувањето предупредува дека злоупотребата не се случува исклучиво во виртуелниот простор. Таа може да се одвива целосно онлайн, преку комбинација на онлайн и директни средби, но и во физичка средина, при што технологијата се користи за снимање, дистрибуирање или улеснување на злоупотребата. Тоа има страшни последици. Некои од децата дури размислувале и за самоубиство. Постојано сите мора да сме запознани со најновите случувања, потребна е повеќе превенција, вклучително и преку закнување на самите деца и особено нивните родители и семејства, за да будат потворени разговори. Колку повеќе разговараме за проблемите, толку повеќе децата ќе побараат поддршка, ќе кажат некому што им се случува. Нашите напори се насочени кон конкретни резултати, превенција на злоупотреба, навремено откривање на ризиците и обезбедување институционална поддршка за најранливите. Социјалните мрежи се издвојуваат како еден од најчестите канали преку кои се случувала злоупотребата. Повеќе од половина од регистрираните инциденти биле поврзани со социјални медиуми, додека речиси 1/3 од случаите преку онлайн игри.